Специјалните сили на армијата се пример што значи да се биде прв во својата професија. Со зборови на немерлива почит, горда сум што сум командантка на нашите вооружени сили. Посакувам да нема потреба да бидат употребени, но знам дека Македонија треба да се чувствува безбедно, истакна председателката и врховен командант на армијата Гордана Силјановска-Давкова, која ги поседи припадниците на армијата од баталјонот на специјалните сили. Во армискиот објект за обука на вода, како на вистинско бојно поле, припадниците на единицата изведуваат сложени операции и на копно и во вода. Посакувам, значи, во сите области, во владењето на правото, во развојот на демократијата, во независното судство, во образованието, овие стандарди да ги почитуваме. Ова е пример што значи елита. Многу добар пример, особено за политичарите. За да бидете дел од елитата, треба да поседувате енормна стручност, посветеност и компетентност. Овде го видовме тоа. Задолжителното одслужување воен рок беше укинато пред 20 години, како дел од реформите за придвижување на Македонија кон НАТО и градење на професионална армија. Дел од државите од регионот го враќаат редовното одслужување на војниот рок, но началникот на генерал штабот на АРМА Васко Ѓурчиновски смета дека за тоа е потребна темелна анализа и дека не треба да се избрзува. Меѓутоа сметам дека нема потреба во моментот да се избрзува за задолжително служење на војниот рок, тоа е представителката всушност го кажа. Затоа времето ќе покаже, но ние не би требале да ги пратиме, нема апсолутно никакви опасности и ризици по националната безбедност, да брзаме да носиме одлуки како некои земји членки на НАТО алијансата и ВОН веќе превземаат одредени мерки. Посетата на најелитната единица во армијата од страна на незиниот врховен командант и претседател на државата е дополнителна мотивација и обврска да продолжиме по вистинскиот пат, истакна Ѓурчиновски.